Најмалку 1500 сезонски работници за само еден месец од источниот регион заминаа на работа во Италија. Долгиот пат нив ќе ги однесе на лозијата и овоштарниците во Италија, каде бербата ќе трае до крајот на октомври. Во меѓувреме, нивното отсуство прави големи проблеми, зашто овде, во источниот регион, летнината ќе нема кој да ја собере. Да, и на цела општина се е пропас. Значи, место сега они да дават на младите, да останат тука како нас, да речеме до 27-30 години, да дават под 5 хектара земја, они дават на тие што не треба. Ќе бегам, што ќе правам тука? Колку има млади како тебе што се соочуваат со истиот проблем? Па ние моментално сега у Каророн само двајца. Другите сите бегат, не се замарат да работат. Освен за нивите, работници недостасуваат речиси секаде каде што има работа. Така, секторот трговија на големо и мало бара речиси 2000, преработувачката индустрија 1400, транспорт и складирање 600, сместување и келнери речиси 500 и секторот градежништво речиси 500 работници. По градови, најмногу слободни работни места, 3500, има во Скопје, потоа следуваат Тетово со 531 и Битола со 283, но главниот проблем се случува во источниот регион. Така, во Штип недостасуваат најмалку 1000, во Кочани повеќе од 300, во Виница речиси 300 работници, а по нешто помалку во Пробиштип, Делчево и другите градови. Значи, согласно податоци со кои располагаме како општина, иселувањето на младите во моментот не представува недостиг за одредена квалификована работна сила, освен за дел од медицинските науки, конкретно станува збор за лекари, и дел од техничките факултети. Од друга страна, на премиерот Заев, емигрирањето и не е така голем проблем. Миграцијата во државата постои во целиот регион. Ние нема да ја спречиме никогаш до крај. Таа постојала и до ден денеска постои дури од истичниот блок на Европската унија на земји членки, до ден денеска имаме миграција од посиромашни земји кон побогати. Но треба да направиме се да го намалиме интензитетот. Мене ме радува податокот на статистика кој што излезе при статистичките податоци за првиот квартал, кога им покажавме 4,1% раст на бруто домашниот производ. Штом тоа расте, а немаме некој посебен наталитет низ годините на раѓање, тоа значи дека не е толку драматично тоа заминувањето. Дали оваа изјава значи помирување со состојбата е неизвестно, но факт е дека ефикасна стратегија за намалување на емиграцијата се уште нема. Од тука бројот на невработени постојано се намалува, но тоа не значи дека состојбата со економијата и животниот стандард се подобрува. На ниво на држава бројот на слободни работни места до август беше речиси 8000.